Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитуван господине Поцков. Според мое мислење, многу подобро е да се создават реални услови за отварање на нови работни места и при тоа да се понудат соодветни субвенции за апсолутно сите категории граѓани од 28 до 58 години возраст, отколку да се продава чиста демагогија. Јас ве молам, дајте ми барем еден предлог, проект, закон, со кој владата на СДС, било која влада на СДС, барем еднаш го стимулираше вработувањето во Република Македонија, освен познатиот Бранков закон. Да не зборувам за минимална плата. Тоа во ваше време беше навистина мислена именка. Секој може да предложи се пред граѓаните, особено пред избори. Но проблемот е до вербата. Дали тоа што е понудено од партија која има кредибилитет. Да бидам конкретен и ќе се обидам да ја рефреширам и вашата, и нашата, и меморијата на македонската јавност. Само со еден проект, и тоа Законот за приватизација, во народот познат како Закон за плячкализација. Како тој се имплементираше? Да ве потсетам, бидејќи тој ја создаде сиромаштијата и огромниот број невработени во нашата држава. Намерно сиромашување на фирмите, купување од тогашните комунистички директори, за кои пазарната економија беше тотално непозната, и резултатот од сето тоа беше затварање на фирмите и најпогубно минимум 250.000 работници на улица. Минималната плата на тие луѓе беше чиста нула. Е со тој кредибилитет ветувате зголемување на минималната плата. Ви се молам. И на крај, како што рековте дека не ви личи да бидете патриотска партија, дека некои прашања не заслужуваат одговор, дека треба да ја свиткаме кичмата. Ве убедувам дека ако некогаш СДС биде на власт, првиот став и закон, односно теза, ваша и на сите вас ќе биде: на СДС не му личи и не му прилега да се грижи за правата на работниците. Ви благодарам.